Ti si moj, mili moj, samo moj. Sa sekogаш ке питам твоја, верувај. Сите дни ке не плена снај. Са среќните нови јас сонувам за тебе. Вагни ме нежно повадно, гушкај ме милувај ме ти, шепни ми тихко љубена, ти си ми се. Вети ме вечно ке сум твој, најмили ти си сонот мој. Не сакам ногва за нас нај, да има крај. Вагни ме нежно повадно, гушка ме милувај ме ти, шепни ми тихко љубена, ти си ми се. Вети ми вечно ке сум твој, најмили ти си сонот мој. Не сакам ногва за нас нај, да има крај. Ти си мој, мили мој, само мој. За секогаш ке питам твоја, верувај. Сите сни ке не плена снај. За среќните нови јас сонувам за тебе. Вагни ме нежно повадно, гушкај ме милувај ме ти, шепни ми тихо љубена, ти си ми се. Вети ми вечно ке сум твој, најмили ти си сонот мој. Не сакам ногва за нас нај, да има крај. Браво! Одлично, многу благодариме. Мал се програма македонски. Секоја чест. Петар, добро утро, добре дојдовте. Јас ќе ви ја донесам водичката, бидејќи не стигнавме пред малку. Ви благодарам. И воедно сакам да ве прашам каква е Јасмин за соработка, како се запознавте? Повелете. Па, со Јасмин мислам дека сме се гледале по други некакви настапи. Ние свириме. И она ќе улете 15 минути, целата усплахирана. Ја крива атмосферата. И ќе ја снема. Ја викам, абе, чекај да икам, чекај, врати се да поради. И така неколку години, да кажеме 10 години можеби, не знам. 10, да, ние се познавме од почеток. Така беше. И бидејќи ние свириме кубан мюзик и не ни беше воопшто тешко да разговараме за тоа, за салса, за бачата, за такви работи. Може следниот пат да играте нешто? Не знам вие дали научивте во меѓувреме, ама јас ми со сопругот дефинитивно може нешто следниот пат да изиграте. Ја никогаш не научив да играм, ама па затоа имам Јасмин. Она и за 5 души игра, да. Се што треба. Многу ви благодарам што ни удостоивте со вашето присуство да отсвирите нешто, да ни испеете овде во студиото, малку да ја кренеме атмосферата. Имаме сега некоја игра подготвена за вас. Не знам колку ја знаете и колку вие кога бевте на претходното гостување имавме, но мислам дека можеби не. Марија, треба да извлечете едно прашање, повелете.
Може само да го подадете садот натаму, да не бидам како Маријана од Лото. Не се наместени, ета така може би да се избирате, се многу интересни се дел од вашиот приватен живот во принцип. Јасмина, ако ти треба помош ке ни кажеш. Добро. Марија, почнуваме од вас, да го слушнеме прашањето. Кој е најдобриот совет што ви го дале вашите родители? Па вака. Јас пораснав со самохрана мајка и нејзиниот совет беше работа и само работа. Значи таа не признаваше ништо друго освен посветеност во работата, така да советот нејзин е посветени секој во својата професија, поддршка имавме секако, Да. но нејзиниот совет беше дека човек мора да работи. Да, баш и мислам дека го спроведувате цел живот, нејзиниот совет. Ви благодарам многу. Билјана, вашето прашање и одговор секако? Која е најнеобичната ситуација што ви се случила откако сте јавна личност? Таман ви се погоди. Прво што може да се сетаме кога требаше да јадам јапонска храна со стапчиња и некои чудни супи и риби. И тоа беше една ситуација со приборот различно наместен од нашата традиција од Рековте, Македонија. извинете, јас сум на диета. Да, па Говорете. бевме со делегацијата на деловна вечера и имавме можеби 10 различни јадења кои што требаше со стапчина да ги јадеме. И првите вкусови малку чудни фаци на сите на нас, не знаевме точно што јадеме. Тоа е необична ситуација, вака со контакт со луѓе не се било нормално. Некоја порака чудна, не знам, од некој лажен профил, нешто такво или не? Немало такви ситуации. Драго ми е, нека Се остане во така. ред, да. Нека остане така. Јасмин, твоето прашање? Па јас разбирам, освен еден збор се друго, ќе читам и ќе ме... Ајде, ќе објасниме. Тука пишува, што најчесто порачувате во вашето омилено кафуле. И не знам што е кафуле. Кафич. Што најчесто порачувате? Да, што пиеш? Што ти е омилен пиел? Макијато. Макијато и Да, немаме секој денес. ладно, Затоа не сакаш со кафе. млеко. Кај нас, затоа што немаме макијато моментално добро. Значи, кафето ми е омилено макијато и тоа е едно работа што највеќе ми се свија тука, дека има многу макијато. Да, во Куба? Не пиеме А такви. што има таму, на пример, што Еспресо пиеш? секогаш и на берсинка. Да, еспресо е за една готка. Една толку е. минута тука, 5 сат, макијато, перфектно. Да, супер. Петар, вашето прашање? Моето прашање не е ништо спектакуларно, морам Ајде, да да си видиме. признам. Вели, без што не тргнувате на одмор? А зборувавме ние претходно за одмор, вие не сте во тек. Затоа Не е сум- прашање. Да, без што не тргнувам на одмор? Без гитарата. Е, Многу е просто и едноставно. Да. И тешката работа е кога сум на одмор со мојата гитара. Да се скријам некаде за никој да не ме Да не слуша ви- за да вежбам, заради тоа што тоа е многу досадно. Да. Вежбам скали, нешто и комшиите не дозволувам да патат од моите Да. звуци, така да тоа е прилика. Има ли некој од прашањата кој што им се падна на дамите, сакате да го одговорите? Па Или веќе ги заборавивте? не, ова што не Што пиете? што пијам у кафуле. Кафуле? Да, во кафуле. Да, јас обично си нарачувам некоја жестока пијачка за да можам да Затоа е кафуле потенцирано да ве асоцира на некакво кафе, но добро. Сега, Може и нешто мене жестоко. тоа Не за рано многу- наутро, ама во некои посебни прилики зашто да не. да, и обично у кафуле пијам виски. Добро, ви благодараме вам за одговорот. Ние ќе продолжиме со фотографиите кои што гостинките ни ги подготвија, а потоа ќе слушнеме уште една номера од вас која што ако не се лажеме на шпански. Малку шпански да Мора да слушнеме, има и нели? дел и дел. Да, секако. Ќе почнеме Билјана од вашите фотографии. Мислам дека повеќе се работни, но да видиме што правите вие всушност во агенцијата. Да погледнеме. Повелете? Треба да ги коментирам. Да ги коментирате, да. Каде е ова направено? Ова е на Open Balkan, винска визија претходната година, каде што нашиот тим заедно со тимон на Србија и Албанија имавме заеднички штанд за презентација на туризмот од Македонија, како представници ние бевме тимот од агенцијата, а нормално председателот на влада, министрите беа на отворањето на главната вечер и има можност винарите од Македонија да се представат на овај голем туристички настан, би рекла, каде што го рачунаме како еден регион и е пазар за
повеќе од 6 милиони туристи кои што треба да циркулира низ нашите држави. Тука се и визните режими кои што се ослободени, конекцијата, интернетот на телефонот и многу придобивки за слободен проток и на туристи, и на бизнис и на економија. Добро. Оваа слика е во Крушево, заедно со туристички агенции и хотелиери од Македонија, со Ова се тие поддршка. инфотури што ги зборувавте? Да, ова е организирано од швајцарската програма ИМЕ. Тука ни се Зоран и Тања, кои што несебично даваат поддршка и за развој на туризмот, и за поддршка на агенцијата во некои проекти, реализација активности кои што треба да ги подобрат условите и да ја збогатат туристичката понуда. Главно тие сега работат на Крушево, каде што имаат визија заедно со нас да стане Крушево обележана Green Destination, сертифицирана општина, и мислам дека тоа би било одлично кога ќе се заврши целиот процес. Тука би ја спомнала и поддршката на швајцарската програма СИПО и Елена, кои што исто така не поддржуваат. Конкретно за оваа слика сме на ITB Берлин, на најголемата туристичка берза во светот, каде што цел свет е присутен за туризам. Има состаноци континуирано нон-стоп и со директорот и со целиот тим кој што е појден да ја представува Македонија. И за прв пат во оваа година имаме 20 коекзибитори заедно дојдени со нас на тој саем. Значи туристичките агенции најмногу до сега. Туристички агенции, хотели можат да дојдат и да се представа на нашиот штанд. Оваа слика е во исто на Open Balkan, каде што го подпишавме меморандумот за разбирање и соработка со Албанија, со директорката Зана Чела. Тука и директорката на туристичката организација на Србија на ТОСТ, Марија Лабовиќ, со кој што имаме одлична комуникација. Првото запознавање ни беше со Марија Лабовиќ малку претходно, со директорката на албанската агенција се запознавме тогаш. Тоа се дел од тимот кои што работат во агенцијата, Климент и Александар заедно со мене. Ги пробавме некои македонски производи како ракија и вино и видовме колку убави дизајнирани амбалажи имаат и се презентираше и производите и гастрономијата и културата на Македонија. Ова е на саем во Нови Сад, каде што македонски хотелиери, ресторани, засегнати страни чинители на угостителството во Македонија добија признание, и многу ресторани и од Скопје и од цел регион на Македонија за посебна заслуга, посебна работа и придонес во туризмот. Исто така тука се луѓето кои што се дел од тимот кој што го предводевме во Нови Сад. Ова е Outdoor Travel, исто поддржано од швајцарските програми ИМЕ и СИПО. Тоа беше домашен саем кој што се организираше за презентација на активните чинители на туризмот, алтернативни форми на туризмот во Македонија, и одблиску да се запознаат и да си го понудат сето она што тие го работат. Јас го отворив овој настан. Посебна чест ми представува средбата со претседателката на Република Македонија, каде што имавме конструктивен разговор главно за цврстување на позициите во диаспората и привлекување на туристи од диаспората. Да, она што го зборувавме во првиот дел. За отворање некои летни школи, комуникација на младите, да ги привлечиме да се доближат до нашата традиција, култура, образование и сето она што нас не чини, но знаеме дека помладите генерации во диаспората малку и ги подзаборавиле тие работи. Да. Тие вредности. Да, тие вредности. Ова е на саемот во Истанбул, каде што тука сум со луѓе кои што имаат и франшизи, и синчир на хотели, кои што сакаат исто да работат со
Македонија. Значи, освен тоа што ја промовираме Македонија, што даваме поддршка како субвенции, во ингеренции на агенцијата се и туристички развојни зони кои што се 3 активни: езеро Сара и Треска и 2 во Дојран кои што се водат како една. Значи, главно имав комуникација со инвеститори и од Италија и од Турција кои што сакаат да инвестираат и да вложат во Македонија. Но тоа се нормално процеси кои што се уште траат. Тука ни се представници од меѓународната агенција JICA од Јапонија, кои што работат во Балкан и им правевме на инфотура во Кањон Матка. Браво. Тука се Дамјан и Александар, тимот од Сигурно биле агенцијата со нас заедно, воодушевени беа. Така и изгледаат. Прашува како ги мериме доаѓањата во Кањон Матка, кажавме дека немаме ние некој посебен воспоставен систем или destination management organizations воспоставени кои што ги мерат тие работи. Значи беа запрепастени од убавините на Македонија и нешто што треба да се пофалиме, тоа е директорката на агенцијата од Будимпешта, која што ми пренесе многу убави искуства и нешто што можеме да примениме во Македонија. Тие во Унгарија се главно сконцентрирани на развој на банскиот туризам. Тие имаат многу бањи и такви термални води и тоа им е главен чинител и во бруто домашниот производ и во туризмот. Тука сум хост на повеќе од 35 агенции од Малезија, кои што носат туристи во Македонија и главно тие се и како кружни тури кои што сакаат да го заокружат цел регион Црна Гора, Албанија, Македонија, но остануваат неколку ноќевања главно во Охрид. Добро, имаме, мислам, уште една фотографија од вас. Да, ова е последна. Ова е нешто што треба да се пофалиме. Првиот чартер лет кој што ни пристигна со Freebird Airlines. Тоа се гости кои што континуирано доаѓаат и ја проширивме сезоната. Значи, пред сезоната многу добро ни започна. Тука се и министерот за култура и туризам господин Зоран Љутков, тука е министерот за транспорт и врски господин Александар Николовски, директорите на ТАВ, цела делегација, представници на бизнисите кои што ги носат туристите во Македонија и тоа е нешто што треба да навистина да се пофалиме бидејќи после долг период за прв пат имаме 20% изголемување на ноќевањата во Македонија. И ова е главната активност и чинител на овие бројки. Исто така тука нешто што сакам да го додам е дека 193.047 туристи имаме дојдено за првиве 4 месеци во Македонија. И тоа е резултат троструко зголемен за 15 години во Македонија. Браво. Значи работата си иде на ќе ви се заблагодарам за сето она кое што го споделивте со нашите гледачи. Малку ни е кратко времето, да одвоиме малку време за фотографиите на Марија, потоа одиме со музика. Јас ќе почнам од приватните фотографии. Ова е свадбата на синот минатата година што ја правевме на Тихомир Костадинов, репрезентативецот на Македонија и сакам денеска да му посакам успешен старт во новиот клуб во Чешка. Браво. Денес почнува. Така да таа е една фамилиарна фотографија. Сите сме тука, керките, синот. Ова е Парис кафето во Миравци. Тука е Панчо, исто така, секогаш кога доаѓаше на настапи во Миравци или во Гевгелија, бараше дрес од синот или од репрезентацијата и секогаш настапуваше со така облечен и затоа сакам да му посакам и побрзо оздравување. Побрзо закрепнување, побрзо закрепнување. Да ни се врати. Последната емисија тука бев со Андреј и навистина запознав еден прекрасен човек што само можам да кажам жал ми е за сите што и голем и сочувство до сите што многу загубивме навистина. Многу загубивме, сите многу загубивме. Ова се колегите и колешките од претеничкиот состав во 2020 до 2024. Посебно сакам да ги поздравам, бидејќи останавме не само што работевме заедно, посветено и ангажирано, можам да кажам, по цел ден и цела ноќ останувавме, но останавме во контакт како луѓе кои се почитуваат и се уште соработуваме и контактираме и си правиме и седенки и така. Се гледаме. Исто така ова е редот, нашиот ред, колешката Даниела, Лолита, Драгица од Богданци, од кај мене, Лолита од Готино, Даниела е од Ско. Не сме баш во прва клупа, но не сме нели и во последна, тука некаде. Да, тука негде, да. Да, држиме средина.
Добро, одиме со следната. Исто така е фотографија од Нова година. Сакавме да бидеме интересни, се сликавме со сите домашни миленици, но сепак не се сите, имаме и кучиња, имаме не се сите мачки, имаме уште едно-две мисла. Не можевте тука да бидејќи ги малата керка Мартина е ветеринарка и ние тука сите сме посветени во грижата, дома имаме животинско царство. И така сакавме да биде интересна сликата, па сите земавме по едно милениче. Тука е снајата, синот, Мартина, јас, големата. Ова ми е омилена фотографија од училиштето во Миравци, Климент Охридски, во кој сум работела па едно 17 години. Ова генерација што сега се матуранти. И така ми е омилена фотографија, бидејќи беше некоја представа или нешто го правевме со како пузли македонското знаме. И ја сакам фотографијата. Да, фотографија. Да. Символички. Да. Така и сте облечена денес, не знам колку ви се гледаат штиклите, ама ви се жолти. Да. Во стилот на емисијата. Така да ги поздравам моите матуранти и да бидат умни како што беа и мали. Ова е последниот надпревар што го играа тука пред Казахстан со Белгија. После надпреварот сите бевме среќни што нашата репрезентација има веќе колку 11 има 11 утакмици во кои нема пораз. Ова е после Белгија, син ми беше задоволен, јас бев задоволна од сите репрезентативци, но посебно од неговата заложба во играта и така сите среќни се честитавме после надпреварот, им посакавме успех во Казахстан, што и го направија. Браво. И така да ние, не само родителите, туку и сите сме горди на нивниот успех во моментот. Ова е нашиот сега центар на светот Зоја, внукичката од големата керка Тијана и Симон. Најголемо богатство. Да, најголемо богатство. Овде е кога беше сега последно на гости кај нас, иначе живеат во Цеторен во Изола, Словенија. И така да, иако социјалните мрежи сега ни прават, близина, можеме секој ден да се гледаме, сепак присуството кога доаѓа е безценето или кога ние одиме. Така да Зоја не можеше да помине без неа. Се разбира. Да. Ова е од европското во Романија, кога не за прв пат, за втор пат се пласираше оваа генерација на момци, бидејќи во Полска беа до 21 година, исто така, истата генерација имаше пласпан, но ова се сеќавам од утакмицата, ако се гледат изнамињата со Украина кога игравме, и атмосферата беше прекрасна, иако изгубивме, знамето потоа го подарив на едно мало девојче украинка и баш беше среќна и излезе со нашето знаме од утакмицата. Да. Само ако може информација од режија, дали продолжуваме со фотографиите или имаме нешто друго кој што треба да го погледнеме? Ова е пребабата на Зоја. И ми е така умилена фотографија, бидејќи најстариот и најмалиот член во семејството како се разбираат. Баба Зора е таму и Зоја. И ова е, тоа реков, останавме добра екипа и за седење, и за дружење, и за соработка. Ова е претеничкиот состав, што сакам уште еднаш да го поздравам. Останавме да се дружиме, да контактираме, значи не бевме само тие 4 години. Тоа е од една седенка од пред Нова година. Обично се договараме тогаш. Ова ми е исто така омилена фотографија од училиштето во Миравци, бидејќи представува една убава традиционална игра што имаме таму и традиционално оро што се игра на третиот ден на Велик ден Ѓура Мара. Тука е на представа, можеби и друго оро сум сликала, но сепак тоа ме потсетува на тоа оро што се игра баш кај нас и тоа е убаво исто така. Министерството за култура го поддржува, општината го поддржува, тоа е како еден убав настан кој секогаш за Велик ден се одржува кај нас. Добро, имаме мислам уште една или две фотографии. Исто така Зоја и керката Тијана во тоа го зборувавме и со Билјана. Баш во Словенија може да се видат тие примери на рурален туризам, на малите семејни фарми и малите кмети така наречени, каде што се презентира нивната куња, таму имаше фарма со коњи, но еве ние многу вложивме во малите семејни винари
така да таа приказна и тука може, баш зборувавме дека секое село, секое место има своја приказна. И тоа ако се дигитализира, ако се направи убава спакувана приказна, но пак ќе речем, европските фондови многу ни се потребни за ова. Да, Марија, ви благодарам многу за сето на кој што го споделивте со нашите гледачи. Воедно corazón y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir y adorarte para mí fue religión. Y en tus brazos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Одлично. Благодариме многу. Нашите песни се подолги, нашата траеше 3 минути, нашата Една од најубавите песни. Мал се скратиме за може да стигнеме до крај со песна. Да, супер, одлично. Тука некаде ќе го заокружиме нашиот разговор, се надам дека ви беше пријатно. Сакав само да ве прашам каде ви е следниот настап. Верувам дека дел од гледачите сакаат да бидат дел од него. Следен настап ние немаме, имаме следни Следни, настапи. многу, но еве првиот следен вие. Четврток, петок, сабота и недела. Охо, значи вие работите турбо. Да, така да. Добро, каде настапувате? По празника Фулиња, Значи можат на социјалните мрежи да најдат точно каде ќе бидете. Да, ќе најдете и ќе каните. Дури пробуваме и да се скриеме, да не знаат толку каде се настапуваме. Може да ве најдат лесно. Да, имаме по некој концерт во годината, не многу. Нешто ни најави Јасмин, не успеавме да ви кажеме во октомври, така? Може би нека информација плюс имате вие или се уште не сакате? Не, ќе си собираме сега, се подготвуваме дека ќе си собираме екипа, сигурно дека бидејќи ја направивме песната Галичица за Галичица со Ристо Самарџиев, дека тој ќе ни биде гостин на За сега тоа е сигурно. Концертот. Да, и дека бендот ќе биде на сцена. Да. Другото нема да биде чист концерт, ќе биде и концерт и забава, значи ќе пробаме сите да играат со нас и тоа да го снимиме